Во реакцијата се вели: чувствувам потреба да се произнесам по пресод на основната организација на Социјалдемократскиот сојуз, што го одржа поседницата на Советот, на која се водеше расправа по нацрт буџетот. Во нивното јавување нема ништо ново, иако постојано потсетуваат дека буџетот се донесува според можностите и потребите на граѓаните. Нивните представници во Советот не се вклучуваат во буџетскиот календар, не присуствуваат на координации и комисии, не даваат писмени и аргументирани предлози. Иако беа на обука за буџетот, немаат представа за финансиските потреби за проектите, па на самата седница предлагаат суми од ракав. Преку советнички прашања и популистички памфлети бараат да се реши нешто за што и самите се уверени дека не е можно. Изградбата на 2 моста на Кочанска река тежат околу 3 комплетни буџети на општината. Покривањето на каналот и проблемот со водата кај атомските згради се во друга надлежност, исто како и споменикот на слободата. Преку нивни медиуми пласираат дека 3,5 милиони денари за репрезентација е премногу, делејќи ги погрешно на денови и вработени. Се заборава фактот дека се работи за годишен буџет на сите општински институции и дека е тоа околу 1% од буџетот за повеќе од 1100 вработени во 12 институции. На име на градоначалникот досега нема ниедна општинска дневница. Се забораваат фактите од 2009 година и после неа. Од 1996 до 2009 година немаше нито еден капитален објект, нито една улица, водоводна цевка или слично. Зашто се наменуваат тогаш парите на граѓаните и каде завршуваа? Да ве подсетиме дека после 2009 година изградивме 6 спортски игралишта, го реконструиравме водоводниот систем и изградивме 2 нови експлоатациони бунари, изградивме канализации во Нивичани, Прибачево, Бели Оризари и Тркање и мост во Полаки. Изградивме пешачки патеки и тротоари во центарот на градот, во Оризари, Грдовци, Тркање. Ги асфалтиравме локалните патишта кон браната Градче, Пресека, Бели, Јастребник, Горни и Долни Подлог, Тркање и улиците Димитар Влахов, Љупчо Сантов, Славчо Стојменски, Крумвранински, Мородвишка епископија, Перинска. Асфалтиравме улици во Оризари, во Грдовци, Горни и Долни Подлог, Прибачево, Тркање. Го изградивме кружниот тек во центарот на градот. Само лани на Пониква донесовме инвестиција од 1 милион евра. Изградивме нова училишна спортска сала. Бетонираме потпорни ѕидови и тротоари буквално во сите делови од градот. Го решаваме прашањето со атмосферската канализација во центарот на градот и кај основното училиште Свети Кирил и Методи. Тоа се факти, тоа се реализирани проекти со истите средства што ги имаа на располагање и вашите избраници. И не само тоа, ние продолжуваме и понатаму. Ке работиме на изградбата на браната Речани, за која владата одобри 65 милиони евра за наредните 5 години. Ке завршиме атмосферската канализација, ке асфалтираме уште 10 улици во градот, ке го подобриме водоснабдувањето на граѓаните, ке продолжиме со активностите за решавање на фекалната канализација, ке изградиме регионален дом за згрижување на стари лица. На граѓаните е да ценат кој шири популизам, а кој работи и се грижи за нив, се вели во реакцијата на градоначалникот Димитровски како одговор на пресод на советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Кочани.